Мелничарите најавуваат поевтин леп од крајот на декември или почетокот на јануари, но под услов берзанската цена на суровините да не се зголеми. Со двете владини одлуки за цената на електричната енергија и за ограничувањето на маржите во трговијата на големо и трговијата на мало, неминовно ќе има надолна линија со што ќе се постигне нормална цена во моменталната кризна состојба. Во зависност од индустријскиот пекарски капацитет, намалувањето на цените би било околу 10% во малопродажба. Истакнува Горан Малишик, председател на мелничко-пекарската индустрија. Сепак, ова важи само доколку берзанските цени на основните суровини не почнат да се зголемуваат. Тука имаме клучни цени на пшеница, на брашно, на маслото за јадење, рековме, на квасецот. И сето тоа се пренесува веднаш на светските берзи. Па еве, преска споделивме една информација дека пазарот во Чикаго, он е најрелевантен за пшеница, чинам, по мала криза која што Русија се вмеша и не дозволи извоз на украинското жито кон трети земји, цената се покачи 7%. Во исто време, министерот за економија Крешник Бектеши очекува веднаш да се намалат цените на млекото и млечните производи, а од декември повторно да има надолна корекција на нивните цени. Дека таму има големи маржи, спротивно на тоа што е донесено како одлука на владата, веќе има насока Државен пазарен инспекторат да влезе, да ги направи соодветните контроли, но се чекаше да помине законот за заштита на потрошувачите. Како дополнителна мерка која ќе влијае на намалување на негативниот ефект од растот на цените на суровините, производителите го посочуваат активирањето на стоковите резерви, но засега за овој предлог од владата се воздржани.